ова издание. Во Представничкиот дом продолжува дебатата за импичмент на американскиот председател Доналд Трамп. Дедо и внук, најнов македонски игран филм, целосно сниман во Охрид. Климатските промени се закана за здравието и квалитетот на живот на новороденчињата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Во Представничкиот дом продолжува дебатата за импичмент на председателот Трамп. Додека демократите обвинуваат дека председателот ја злоупотребил неговата моќ, републиканците велат дека процесот е политички мотивиран. Комисијата за правосудство на Представничкиот дом се очекува да ги одобри членовите за импичмент против председателот Доналд Трамп уште денеска, бидејќи мнозинството демократи вршат притисок да биде казнет лидерот, за кој велат дека е злоупотребил неговата моќ, додека републиканците го критикуваат процесот како политички мотивиран и укажуваат на недостаток на докази. Комисијата синоќа расправаше за наводите во кои се обвинува дека Трамп ја злоупотребил својата позиција со барање странска влада, односно Украина, да се вмеша во изборите во 2020 година и да го обструира Конгресот. Дебатата е предвидено да продолжи денеска пред комисијата да одржи гласање за тоа дали предметот да се испрати до полниот состав на Представничкиот дом. Трамп негира дека е злоупотребил моќта. Тој повеќе пати се осврна на неговите разговори со украинскиот лидер Володимир Зеленски и рече дека изјавите на Зеленски и други украински представници ја потврдуваат неговата невиност. Гласачите во Велика Британија денеска гласаат на предвремени парламентарни избори, кои може да ја донесат долго очекуваната разрешница за излегување од Европската Унија, одобрена на референдумот во 2016 година. Премиерот Борис Џонсон рече дека парламентарното мнозинство на неговата конзервативна партија ќе му овозможи да изврши притисок за претходно отфрлениот договор за излез од Европската Унија и да го спроведе Брекзит до 31 јануари. Неговиот противкандидат, лидерот на лабористичката партија Джереми Корбин, рече дека ако победи, Велика Британија ќе одржи нов референдум на кој британците ќе можат да се изјаснат дали се уште сакаат да ја напуштат Европската Унија или не. Извршна наредба, издадена од председателот Доналд Трамп, во која припадниците на еврејската религија се опишуваат како дел од посебна националност, има за цел да помогне во борбата против антисемитизмот во кампусите во Соединетите Американски држави. Силната американска економија е главен адут на председателот Трамп во пресред на изборите во 2020 година. Но големиот јас меѓу богатите и сиромашните е уште поголем предизвик. Ардита Дунелари ги има деталите. Председателот Трамп во Вашингтон се соочува со процесот за негов импичмент, но тој се надева дека американците надвор од главниот град повеќе се интересираат за економскиот успех. Создадовме економски бум каков што не е виден досега. Во прилог на оваа порака од председателот се и податоците кои покажуваат намалување на невработеноста за 3,5%. Економистот Марк Хамрик смета дека тоа може да му биде од корис на Трамп. Во зависност од состојбите во економијата, председателот е тој што добива пофалби или критики. Но дали економијата е во добра состојба? Демократските председателски кандидати велат дека големите разлики во платите и се поголемиот јас меѓу богатите и сиромашните се проблемите што председателот Трамп ги игнорира. Во Америка сега ги имаме оние што се на врвот и го цицаат целото богатство, додека сите други се оставени долу. Гласачите во ноември ќе одлучат кој е во право. Но во меѓувреме и натаму останува неизвестноста за економијата и за администрацијата додека траат трговските преговори со Кина. Реалност е дека царините се уште постојат, а има и закани и за нови царини. Ескалираат и нови трговски спорови, како на пример меѓу САД и Франција. Како што се наближува клучната изборна година, прашањата за американската економија и за нееднаквоста во примањата би можеле да бидат одлучувачки фактор во земјата која и натаму е длабоко поделена во односот кон актуелното раководство. Меѓународен извештај, изготвен од истражувачи од 35 институции, покажува дека климатските промени се закана за здравјето и квалитетот на животот на новороденчињата. Во извештајот се предупредува дека растот на температурите води до ширење на болести и до недостиг на храна, известува Араш Арабасати.
По речиси 8 години, Калифорнија излезе од најдолгата суша во милениумот и тоа пред почетокот на нова сезона на шумски пожари. Експертите велат дека високите температури од климатските промени ја сушат вегетацијата, која е потпалувач на шумски пожари. Ова е еден од примерите како затоплувањето на планетата ќе се одрази врз јавното здравје во иднина, вели доктор Ник Вац, извршен директор од Lancet Countdown. Ако продолжиме по моменталната траекторија, ќе збришеме пробив од последните 50 години во сферата на глобалното здравје. Меѓународниот извештај на Lancet Countdown вели новородените денес најверојатно ќе доживеат затоплување од 4 степени на земјата до нивниот 71-ви роден ден. Климатските промени може да се одразат врз здравјето со ширење на болести како денга, маларија или вибрио, особено врз децата под 5 годишна возраст. Вац вели дека со затоплувањето на климата ќе се шират болести како вирусот од азијски тигарски комарец. Се движи преку Турција кон Европа и со себе носи треска денга. Може да пренесува и жолта треска, ако живеете во Јужна Америка под закана сте на вирусот Зика. Научниците се најмногу загрижени за севкупното влијание на глобалното затоплување врз јавното здравје. Не сме загрижени за топлотен бран кој може да предизвика срцеви или бубрежни заболувања. Не сме загрижени за недостиг од храна. Ние сме загрижени што ќе се случи со популацијата. Кога бебе родено денес ќе се соочи со бројни промени низ животот и колку ќе биде неговиот животен век. Истражувачите велат дека е потребна политичка волја да се одвратат несакани последици. Авторите на извештајот упатија повик до конференцијата за климатски промени на Обединетите нации следниот месец да има поголем фокус на влијанието врз здравјето од затоплувањето на планетата. Најновиот македонски игран филм Дедо и внук премиерно беше прикажан во Охрид, каде што всушност и се снимаше филмската приказна. Се работи за семејна драма, која покажува како животот може да се промени во само еден ден. Мики Трајковски разговараше со филмската екипа. Ова исполнување на еден животен сон, вака охридскиот режисер Илија Пиперковски вели за својот дебитански игран филм Дедо и внук, кој неодамна ја имаше својата премиера во Охрид. Филмот, кој е во македонско-романска копродукција, е првиот по мирно лето кој е целосно снимен во Охрид. Станува збор за емотивна приказна која зборува за животот и неговите вредности. Уште пред времето на подам на студии во Романија, животна желба ми беше да снимам игран филм во Охрид и ево денеска доживав и премиера да имам на истиот филм. Има многу емотивна приказна направено, семејна приказна, семејна драма, малце поразлична од сите други македонски филмови кои сме ги гледале. Пиперковски сценариото за филмот го пишувал сам неколку години и затоа негова желба е Дедо и внук да го види што повеќе публика. Една од главните улоги во филмот ги игра и актерот Дејан Лилик. Снимањето беше преубаво и мислам дека приказната што ќе ја видат луѓето, се надевам дека ќе ја добие пораката вистински како што ние сакавме да ја покажеме и да ја одиграме. Знам дека е драма, нема акција многу, но драма на карактери, филм на карактери, на многу емоции, кои сум сигурен дека ќе ги допре луѓето. Повеќе приказни има. Човечки живот. Што се може да му се случи на еден човек во еден ден, во една секунда, без разлика што тој планирал. Освен из киносалите во земјава, најновиот македонски игран филм ќе може да се види и надвор од нашите граници. Од првиот до последниот кадар овој филм снимен во Охрид. Идејата беше да почне од Охрид, а да продолжи интернационално. Имаме аплицирано на повеќе фестивали, чекаме каде ќе влеземе, се надеваме дека веќе многу скоро ќе имате информација за тоа каде филмот ќе го има своето светско прикажување прво после Охрид. Филмот почна да се снима во 2017 година, а покрај Лилик во него играат уште и Даниела Ивановска, Горан Стојановски, Благој Веселинов, Наум Цветковски и Салјатин Билол, кој почина минатата година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Се уште чекаме одговор од фондот. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. За крај потсетување да се пријавите за бесплатниот календар на Гласот на Америка. Гледајте не утре во истото време. Довидување.